интересен прилог, Златко, мора да признаеш едно навраќање низ годините наназад, бидејќи сме тука некаде генерацијски, баш поразговаравме за време на прилогот дека многу убаво се сеќаваме на фиксните телефони и тие двојни линии. Да. Така. Меѓутоа, барем тогаш памтевме повеќе броеви отколку денес. Дефинитивно е така. Поздрав уште еднаш до тебе, Златко Гелевски, денешен наш гостин, селектор на програмата на Фестивалот за балкански и медитерански филм преку езерото, кој што ќе се случува од 8 до 15 јули, овој пат и оваа година во 3 града: Дојран, Струмица и Гевгелија. Добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам за поканата и можноста да разговараме за убавите нешта што се нарекуваат филмски фестивали. Така, јас уште на почетокот на емисијата кажав дека денеска ќе имаме многу интересни гостувања, вклучувајќи го и вашето, затоа што ќе најавиме нешто што ќе се случува, а е многу убаво, посебно за љубителите на филмот, на убавите нешта, на културата, на музиката и така натаму. Од 9 часот пак имаме гости кои што ќе најават и галичката свадба која што ќе се случува викендов, така што во Македонија, посебно во летниот период, имаме многу убави настани. И многу се радувам што сите тие гостувања ги имаме во рамките на Здраво Македонија, затоа што македонскиот народ навистина заслужува да дознае за се што се случува. Ајде малку повеќе за филмот од 8 до 15, како што кажав, во 3 града оваа година. Што ќе биде поразлично во ова пето издание? Па самиот факт што во 3 града е дисперзиран фестивалот, тоа го почувствувавме како да организираме 3 фестивали одеднаш, со оглед на тоа што барем логистика е потребна да има во сите градови микроекипи кои ќе бидат ангажирани за да бидат сите проекции безпрекорно изведени. Со тоа што се одлучивме да го заживееме на некој начин цел југоисточен дел на нашата држава, кога со таа можност можеби би биле лимитирани условите во текот на годината за прикажување на филмови во овој регион, барем ако таа можност ја има фестивалот преку езерото да ја понуди својата програма, зошто да не има еден регионален одек и да се доближи филмската естетика до пошироката популација, конкретно во тој дел на нашата држава, и се надеваме дека оваа година ќе има интерес и ќе може да уживаат на отворено небо. Прекрасно. Како што доликува на презентација да доживеат на филмовите кои ги имаме оваа година во селекција. Така, она што можам јас да го кажам, иако вие многу подетално ќе ни објасните, дека иранската кинематографија ќе биде во фокус на фестивалот, а публиката ќе има ретка можност да проследи и ексклузивна светска премиера. Ова реченица ветува многу, но ајде вие малку повеќе околу тоа. Знаете дека Иран е една од тие кинематографии во денешницата кои се во огромен напредок и тие бележат успеси пред се на големите филмски фестивали широм светот и со автори кои живеат и работат и надвор од државата, со оглед на околностите кои сите ние сме запознаени и го дознавме тоа на личен начин со оглед на тоа што се обидовме да искомуницираме и да донесеме гости од Иран оваа година. Меѓутоа се соочивме со една кавкијанска бирократија со која што земја која моментално за жал е во војна, тешко е да се излезе на крај за да се направи тој трансфер на артисти за да може да присуствуваат, меѓутоа ќе бидат представени со филмовите кои што ги имаат сработено. Настапивме во контакт со најголемиот фестивал во Иран, Фажар филм фестивал, од каде што ни понудија филмови кои се актуелни од изминатите неколку години, кои представуваат артистите кои работат во таа држава, а во официјалната селекција, значи во компетиција, ќе имаме и еден филм кој ќе ја представува Иран, односно станува збор за филмот The Gambler, односно Коцкар на Мохсен Бахари, кој е можеби и одраз на денешницата со оглед на тоа што веќе ја напоменавме војната, која е составен дел и од тематиката на филмот, меѓутоа интригантното е тоа што останатиот дел на филмот е снимен во ентериер и тука веќе лимитациите на режисерот доаѓаат до израз со оглед на тоа што има толку кадри колку што може да снимите во една просторија и тука мајсторијата доаѓа до преден план на визуализацијата која што може да се направи, така што филмот ќе биде составен дел од премиерното прикажување во цел свет.
Супер. Така што ние имаме таа чест и привилегија да го имаме во официјалната селекција. Браво. 8 до 15, тоа се доста денови месечини во 3 града. Како ќе биде поделена програмата, од град во град или во сите градови во исто време ќе има нешто? Се обидовме да направиме што е можно помало преклопување на програмата, меѓутоа неизбежно е кога имате паралелни проекции да нема поклопување, меѓутоа главната официјалната селекција секако дека ќе биде сместена во Дојран, нели? Тоа е сепак местото од каде што се начна самиот фестивал и секоја вечер на отворениот амфитеатар ќе бидат прикажани филмовите од официјалната селекција. Меѓутоа селекцијата на Иран за која што разговаравме е распределена делумно во Струмица со прикажување на отворено и делумно во Гевгелија каде што ќе имаме и панел дискусија со тројца гости кои ќе присуствуваат и ќе разговараме токму за проблемите со кои што се соочува современата иранска кинематографија и дали може да се носи со предизвиците на модерното живење и како филмовите во денешно време да станат визибилни со оглед на тоа што нели покрај филмските фестивали се соочуваат и со проблемите на алгоритамот, со проблемите на платформите, со курирањето на филмските фестивали, така што Дамјана Ивановска од филмологот од Кинотека, Агим Абдула, режисер кој има дипломирано во Иран, еден од малкуте македонски режисери ќе присуствува на оваа дебата и секако Мехрдат Хамнеи кој ни доаѓа од Хрватска, кој работи на полето на театар и на филм, кој исто така е роден од Иран и се надевам дека ќе имаме една интригантна дебата каде што ќе се заземат двете страни од проблематиката за кои се всушност иранските режисери, тие што работат во државата или тие што работат надвор од државата, така што тоа се околности за кои сметам дека треба да се продискутира за една од повторно ќе напоменам незначајните кинематографии денес покрај иранската селекција имаме компетицијата во краток филм и студентската селекција кои ќе бидат исто така прикажани филмовите во Гевгелија и во Струмица. Покрај нив имаме уште неколку оф програма имаме со филмови кои се посветени на етнолошки филмови, филмови за промовирање на други езера покрај Дојранското езеро, значи Преспанското него запоставување. Кодот на Преспа ќе биде присутен и секако со оглед на тоа што имаме награда во чест на Мето Јовановски, таа ја доделуваме на лауреатот секоја година за врвно достигнување во актерската игра. Ќе имаме чест и меморијам да го прикажеме последниот филм на кој што играше Мето Јовановски, односно Павилјон. Така што во негова чест ќе биде прикажан и тој филм за да ја заокружиме приказната за и околу животот и делото на маестралниот наш актер. Браво, заслужено во секој случај, тоа ќе биде прекрасно да се гледа. Пред малку споменавте дека ќе има и дебати, дека ќе има и некои работилници. Би сакала тука да споменем и работилницата која што ќе се случува 10, 11 и 12 јули. Работилница за развој на сценарија под менторство на Александар Русјаков. Верувам дека и таму ќе има што да се види, да се слушне, да се научи. Како ќе биде организирано сето тоа? Тој е еден од уникатните продукти кои што ги има овој фестивал, со оглед на тоа што ретко кога филмските фестивали застануваат да создадат уметнички дела зад себе. Така што секоја година преку езерото овозможува на младите режисери и режисерки да ги реализираат нивните дипломски или дебитански филмски остварувања. Оваа работилница има токму таа намена, конкурираат со нивните сценарија и со помош на Русјаков се разглобуваат, се разработуваат и екипата на фестивалот ја нуди опремата и нуди буџетот за да се реализираат тие филмови за наредната година да имаат премиера на нашиот фестивал. Така што од една страна и преку езерото станува продуцент на филмовите на нашите идни режисери кои им даваме на некој начин стартна точка во нивната кариера. Ветар во грб, што се вели. Дефинитивно, за да може да се соочат многу полесно да ги пребродат тие проблеми за иницирање на нивната филмска кариера, за чекорување во филмските води, со оглед на тоа што сите знаеме дека ако сакаме да бидеме конкурентни со светот, секако дека треба да имаме и
соодветна опрема и буџети за да може да се реализираат тие проекти, така што оваа работилница е наменета токму тоа. Овие денови кои ги напоменавте да се разработи сценаријата, да се почне со снимање и наредна година да може да и погледнеме како што оваа година може да и погледнеме филмовите од претходната година кои што беа на отворањето и на затворањето на фестивалот. Две наши режисерки, имаме филмови кои на најдобар можен начин ќе ги представуваат нивните филмски бракурси кои во иднина можеби ќе станат белег на нивното авторство и се надеваме дека ќе ја представуваат Македонија и надвор од нашата држава на другите фестивали. Дај Боже да биде така и кога веќе споменуваме дека сакаме да имаме успешни приказни, тука ќе го споменеме актерот Тони Наумовски, кој што е добитник всушност на наградата Мето Јовановски, еден успешен актер не само кај нас, туку и во светски рамки, кој што е во Њујорк. Можеме и за него нешто да споменеме и околу оваа награда, веќе кажавте, но треба да се гордееме со ваквите ликови, нели? Да, Тони е еден исклучителен актер кој огромна чест ни представува што оваа година ќе биде составен дел на фестивалот, веќе е присутен, се врати во Македонија за да присуствува на доделувањето на наградата и ќе биде присутен воопшто во Дојран за да може и вашите колеги да разговараат со него, да биде достапен за да може да сподели дел од неговите искуства заради тоа што да се пробие човек помеѓу 50.000 актери кои се моментално работат во Њујорк е реткост што ретко, мислам, тешко дека некој може да се пробие во таа фела со тие јадници филмови кои се снимаат, да. И Тони е еден од тие кои напорно работи, се надоградува со секое негово појавување, дали во телевизиски серии, дали во кратките и долгите филмови, едноставно работи за надоградување на неговото актерско милје, заради тоа што тој е барем еден од тие актери кои знае дека секој филм, секоја серија е нов предизвик. И школо е буквално кое нема крај, се надоградува како артист со секој негово дело и токму поради тоа негова отвореност кон надградбата на актерската игра, сметавме дека и тоа како заслужува да ја добие оваа награда, која не е награда за животно дело, туку ја доделуваме на актери конкретно, кои се во подемот на нивната кариера. Значи, се држиме на страна тоа да ги добиваат, да стануваат лауреати. Додека се уште актуелни, да им се одаде признание. Значи, бидејќи сме речиси на крајот од разговор, да подсетиме дека од 8 до 15 патиштата водат кон Дојран, Струмица и Гевгелија. Во колку часот ќе бидат проекциите? Од прилика дали вечерните проекции започнуваат кога сонцето ќе не напушти со оглед на тоа што да не биде многу топло. Тоа е факторот, деновите се малку подолги од колку што ние би сакале, меѓутоа 20:30 започнуваат вечерните проекции, 21 часот веќе е стемнето и ќе може да се ужива на отвореното небо во отворениот и пред се амфитеатар во Дојран, а проекциите на кратките и на студентските ќе бидат во Домот на култура во Гевгелија преку ден, односно од 11 и од 13 час. Така, Златко, многу ви благодарам што дојдовте. Денеска посакувам многу успешно да помине и оваа година фестивалот и се гледаме повторно следната година. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.